Протест или контрапротест. Магаре и музика, смешки едно кило тешки или став кој поинаку се толкува. Да повториме. Правото на протест е кога граѓаните масовно излегуваат на улиците, кога државата нешто оплескала намерно или случајно, а контрапротест е нешто сосема друго кое ние ќе пробаме да го објасниме во следните неколку минути. Поттикнати од последните контрапротести за одбрана на Македонија, а се последна алка во синџирот на контрапротести што не се случија изминативе 2 години. Решивме да истражуваме малку што се тоа контрапротести. Во суштината на контрапротестот е идејата да се покаже дека една друга група од оние кои протестираат размислува поинаку и е подеднакво спремна да си ги брани своите ставови. Сега, спорно во контрапротестите барем кај нас, е што во нивната организација се вмешани државни и јавни институции, кои ги условуваат своите вработени да излезат на улица. Повеќето контрапротести никнуваат тук и там од тотално нејасни причини, за се и се што, а на нив присуствуваат луѓе кои веруваат во она за кое што се дојдени, но и луѓе кои поим немаат каде се и зошто. Па не знаеме, насилство ќе ги присилувале судиите за нешто, не знам што. Затоа што сакаат да ни ја уништат државата. Да, против продавниците на Македонија. Кои се тие? Па тие се, што ги викаме ние, комуњарите, разбереш? Бидејќи има луѓе со радикално спротивни позиции на улица, во светот контрапротестите се знак за почеток на револуција или војна. Но не се секогаш негативни примери во историјата. Еден од најпознатите контрапротести се четворката од Гринсборо. До 1960 година САД биле земја на белите луѓе и народот протестирал против црната раса, така што не им давале да седат во автобус, никој не ги служел кафе, никој не им мавал рецка. Четворица млади, познати како четворката од Гринсборо, почнале полека да одат контра на тоа. Поучени од мирниот начин на Мартин Лутер Кинг, почнале да седнуваат на столчињата во автобус, да седат во кафуле макар и до затварање на кафулето. И секој ден добивале се поголема поддршка за нивниот контрапротест, кој скрос имал основа во барање на нивните основни човекови права, за кафе и столче. Ги бранеле своите права, не тугите. Изгуглајте ја приказнава, многу е моќна. И не одете на контрапротест затоа што ќе ви кажат така, туку само ако сами сакате да одите. Државата е доволно силна да се брани сама.